Добре дојдовте во процес. Ги нарекуваат луѓе фантоми. Немаат документи за лична идентификација, не постојат како граѓани на оваа држава, сепак се тука меѓу нас. Со какви проблеми се соочуваат овие луѓе? Како живеат? Што прават институциите? Има ли волја да се реши овој проблем? На оваа тема разговараме со Љатифе Шиконска од невладината организација Амбрела и Елвис Мемети од Министерството за труд и социјална политика, и тука со нас во студиото е Шерафедин Сейфула, кој од лично искуство ќе ни каже како е да се живее без лични документи. Вие во ваше лично имате документација, меѓутоа се соочувате со овој проблем во вашето семејство. Ништо се поминуваат вашите роднини? Кој конкретно во семејството нема лични документи? Конкретно се однесува за лично мојата сна. Значи, она беше малолетна веќе кога дојде кај мене, па со години поминаа некако вамо тамо, доки обезбедовме сите, целата таа документација. Ја земавте без лична карта, без документи? Без никаков документ. Сега, пошто со години некако успеавме, пошто е родена во Белгија, па преку пријатели, преку полномошно направивме тоа да се извади оригиналниот интернационален извод, покрај тоа требаше и од мајката некој роден, пошто мајката незина е од Србија, па тоа извод, лична карта, значи државјанство, извод, сета таа документација, па едва и тоа успеавме, па плюс накнадно ни побара согласност, па ни побара полномошно, па токс. Колку време траеше целата процедура? Целокупната процедура сега е тоа завршено, скоро 4 години. Цели 4 години? Цели 4 години, значи цели 4 години, да кажам дека со судни маки едва направивме, завршиме работа, меѓутоа 4 години она све на приватно. Немаше ли лична карта, немаше здравствена книжка, предпоставувам дека и внуче, може би деца имаат во меѓувреме? Имавме едно внуче, породена е во клиничкиот центрум, државна Си плаќавте приватно? Све тоа отиде преку, морам да се заблагодарам за Љатифа, таа беше нашиот медијатор. Преку незе, вака така некако направивме, се породи снаата, добивме внука и... Внуката? Исто, без документација. Не ја регистрираме, пошто мајката не е регистрирана, разбирате. Значи и внучето нема лични документи? Да, немаше документи. Прво направивме за снаата документација, откако обезбедивме сите документации, па после тоа успеавме за внуката тоа да ги набавиме. Тоа значи дека кога се роди не можеше да прими ниту вакцини? Она примаше, меѓутоа сета работа ја направивме приватно. Сета работа. Значи сета работа приватно не можеше да направиме тоа, да ризикуваме дете без вакцини, на лекар, Вие сте имале можност, имале финансиска можност, но како имена тие луѓе што нема? И ние не сме, меѓутоа со позајмици, со ова, со она, мора тоа. Ај за сната, да, меѓутоа за внуката, на повеќето случаи се снајдовме, па позајмивме, све така беше тоа. И така, мораше тоа да го направиме, пошто сепак бебе тоа, он е болно некојаш, па мора на лекар, па... Така. Ете, неговото семејство имале финансиска можност, се снашле, меѓутоа во повеќето случаи станува збор за луѓе кои што живеат на маргините, во субстандардни услови, немаат финансиска можност, можеби некој дел од нив се и неписмени, не се информирани. Како овие луѓе се снаоѓаат во системот? Па видете, сето ова што го кажавте е факт дека е тоа така, меѓутоа ете за среќа ние како невладини организации тука сте на терен, знаете што се случува. Работиме на проекти меѓу кои и го ставаме и овој проблем на лица без лична документација како компонента, дел од проектите кои ги имплементираме. Значи нашата организација Амбрела во изминатите 5-6 години, поддржана од Ромски едукативен фонд Будимпешта, работеше на оваа проблематика и ние успеавме некаде околу 2000
лични документи да извадиме од каде што повеќето се деца кои беа нерегистрирани во матична книга на родени и први лични карти и странски лични карти. И тие деца не одеа ни на училиште, претпоставувам. Па да, поголемиот број од нив, да, меѓутоа ние ги вклучувавме во проекти на претшколско образование, во градинка, во училишта, затоа што законот за образование вели без разлика дали едно дете има извод или нема, училиштата и градинките се должни да ги примат. Некои од родителите се информирани и не знаат, но ние тоа го знаеме и постојано на терен ги информираме родителите. Добро е што невладиниот сектор има финансиски ресурси за да ги плати овие документи кај што ги ние вадиме за овие лица без лична документација. Меѓутоа проекти како проекти завршуваат и повторно проблемот останува да виси, бидејќи навистина семејствата не се во можност да ги платат сите документи, затоа што и вие спомнате, тие се исклучени од системот на државата. Значи нема никакви права, од социјална заштита до здравствена заштита. Лишени се од сите човекови права, освен ова што го спомнате за жал. Значи секој ден тие екзистираат, се обидуваат да преживеат, да сработат нешто, да имаат, да донесат парче леб за нивното семејство и нивните деца. Што подразбираат тие административни процедури? Значи ништо све треба да поминат, колку чинат, што се треба да извадат тие луѓе? Па зависи сега од случај до случај. Имаме специфични случаеви каде што бараат поголеми финансиски средства, бидејќи треба да за таквите лица кои се дома родени, а се повозрасни, потребно е да се направи ДНК анализа која кошта 300 евра по семејство. И тоа се го правиме кај МАНО. Го покрива државата или семејството? Да, значи почнувајќи од 2011 кога званично се отвори овој проблем како проблем во нашата држава, каде што за жал поголемиот број од нив се роми без лична документација, ние на некој начин се израдувавме што конечно Министерството одлучи да го отвори овој горлив проблем и ние после тоа започнавме значи постапки, процеси на терен, работни групи. Може да се надоврши господинот Телис околу тој дел. Станува збор за системски проблем. Што прави Министерството за труд и социјала, како приоѓате на решавањето на овие луѓе, на овој проблем? Како ги наоѓате? Еве тука е невладиниот сектор ви помага, меѓутоа како вие приоѓате на проблем? Мораме да признаеме дека овој проблем е волочен токму благодарение на невладините организации. Одделението за имплементација на стратегијата на ромите има редовна комуникација со невладините организации, токму благодарение на нивното лобирање и промовирање на проблемот, на некој начин се успеа да се осознае дека навистина станува збор за еден системски проблем и дефинитивно во процесот не сме сами. Понатаму во емисијата комплексноста на проблемот ќе пробаме да ја доловиме што е можно поефикасно, меѓутоа томот фактор што го кажа всушност Латифат, самите невладини организации се во процесот уште во самиот почеток. Свесни на тоа дека најголем дел од популацијата која што се соочува со проблем во личната документација се токму ромите, а имајќи во предвид дека невладините организации имаат едно одредено искуство со работа на терен, ние ги свикнавме токму сите невладини организации кои што имаат некако сознание за овој проблем, заедно со нашите ромски информативни центри, кои што преку низа проекти кои што имаат, така да кажам, поддршка од страна на државата, се обидовме на терен да дознаеме колку лица се соочуваат. Има ли официјална бројка колку луѓе? Во овој момент Министерството за труд и социјална политика во рамките на базата која што е собрана со невладините организации со ромските информативни центри располага со некаде околу 800 лица кои што се соочуваат со овој проблем. Меѓутоа не можам да кажам дека таа бројка е дефинитивна заради тоа што се работи за податоци кои што се делумно собрани на ниво на 10 градови во државата, каде што имаме и партнери со кои што соработуваме. Плюс тоа деца постојано се раѓаат нови деца. Проблемот се надоврзува генерацијски. Знаете што значи како што спомена Елис, во моментот ние имаме 800 лица без лична документација кои се евидентирани. Меѓутоа, верувајте, таа бројка секојдневно расте бидејќи е динамична. Секој ден во нашата организација
доаѓаат дополнително лица кои не се регистрирани се уште во матична книга на родени. Така да, за жал, се уште ние немаме целосна бројка, но јас се надевам дека во периодот што следи ќе успееме навистина да излеземе со една приближно точна бројка, затоа што ние како невладин сектор секогаш велиме дека таа бројка не е реална и дека ние сметаме дека таа бројка е поголема и дека се менува. Затоа што многу мина од лицата не знаеле до тогаш каде да се обратат, па пошто се информирани преку други лица што завршиле работа кај нас, па од човек до човек се пренесува таа информација и доаѓаат кај нас и во други невладини организации. Така да јас се надевам дека во наредниот период навистина ни е потребна една приближна бројка да видиме колку се тие лица и на кој начин да најдеме метод и начин како да им помогнеме. Рековте дека е комплексен проблемот, дека се инволвирани повеќе институции. Јас себе побарав одговори од МВР, дали тие знаат колкав е бројот на овие лица, не знаат, упатија на Министерството за труд и социјала, ама вела дека од 2009 е формирана работна група со представници од Министерството за правда, Управа за водење на матични книги, за здравство, за внатрешни работи, за образование и така натаму. Но 2011, колку што јас се сеќавам, тогашниот министер за труд и социјала вети дека за една година ќе се реши овој проблем. Ми се чини дека малку и политички беше оваа изјава, сепак можеби не бил свесен колку е комплексен овој проблем. Има ли начин како да се забрза оваа работа, како да се реши проблемот? Предлагате ли, имате ли идеја како да се реши? Јас ќе се појдам токму на вие што почнавте. Всушност и Министерството за внатрешни работи вели во 21 век не може да немате трак од некоја личност или да би се изгуби од земјината хора. Ако може така да кажам. А Македонија е толку мала, за да може да се уздуши попреку. Јас верувам дека ќе се реши проблемот. Токму овие иницијативи се во таа насока. Проблемот е комплексен заради тоа што не секогаш вадењето на личната документација покрај тоа што е право и обврска. И оно на што ние во овој момент алудираме, тоа често и членовите на работната група го велат, е тоа дека всушност секое лице, секој граѓанин е должен да ја заврши својата обврска, заради тоа што никој од институциите нема да дојде да рече еве ви лична карта и еве го изводот кој што ви следува, него вие тоа треба да го побарате. Или еден прост пример, ако ви се роди дете во домашни услови и ако вие тоа не го пријавите никој нема да знае. Никој нема да знае. Меѓутоа, што правиме ние во рамките на нашите проекти и зошто Министерството за труд и социјална политика е баш координатор на оваа проблематика, иако можеби нема многу допирни точки, сем популацијата со која што работиме. Имајќи во предвид искуството со медиатори, со здравствените медиатори, со ромските информативни центри, со работката со невладините организации кои што ја имаме, ние се опитуваме преку податоците од терен што тие ни ги доставуваат, проблемот соодветно да го алармираме. Јас реков, ако никој нема податок дека некој дете родено во домашни услови, тогаш проблемот и да не постои. Меѓутоа, ние успеавме да го актуализираме овој проблем и соодветно да го категоризираме, затоа што овие случаи, како што и на почетокот на емисијата нагласија, секој случај е своја приказна, а законот предпочитал одредени генерални методи и постапки кои што согласно правилници и согласно законот се поставени. Не може ли да се направи малку, да дадете некој предлог малку пофлексибилен да биде законот, се работи за жива материја, за луѓе? Дадени се конкретни препораки, можеби секако оди проблемот бавно, меѓутоа јас да ве посетам некој кој што 30 години не го решил проблемот, не можете да очекувате проблемот преку ноќ да се реши. Да, ама и таа работна група формирана 2009-та, сега сме 2016-та, малку е, да, беше. нека и 2011. Да, сепак е подолг период. Малку е, нели... Да, јас морам да кажам следново. Ние успеавме некаде околу 200 случаи да решиме од сите овие. Така. Сега остана оние случаи кои што вртите како што ќе вртите, ако немате некоја промена, која што значи законска промена или промена на правилници во рамките на работата, овие случаи не може да се решат,
а и примерот говори соодветно заради тоа што не се работи за решавање на детето. Ако се работи само за упис на детето, согласно постојаната процедура ќе се реши. Меѓутоа, ние сега имаме случаи каде што се реша прво бабата, а потоа мајката, па потоа детето. И тие случаи не може да се решат доколку нема одредена законски промени. Работната група даде конкретни предлози. Во однос на што често невладините организации велат, немаме официјална бројка. Мораме, ние сме 2 милиони граѓани во државата и лесно е да се соберат податоците и во таа насока еден од конкретните предлози е тоа дека ние ќе излеземе многу скоро со предлог до управата, тоа е дел од препораките, всушност сите лица кои што се соочуваат со овој проблем да одат и да го пријават со преку соодветно барање до управата за водење на матична книга како веродостојна институција која што на едно место ги собира сите податоци. Другите предлози кои што се исто така на маса и на кои што се работи е да се оди на промена на законот за матична евиденција. Значи, увидено е дека всушност треба промени во самите управни постапки, заради тоа што нашиот закон вели и познава токму оваа категорија на луѓе кои што во рок од 3 месеца, така парафразирам, не го пријават раѓањето на детето, тогаш секој наведен упис подразбира процедура која што влегува под дополнителен упис. И таму под тој дополнителен упис нема конкретна документација која што ви вели матичарот може да ви ја побара за да го направи упис. Него секој случај е своја приказ. Например, само еден пример, ако се роди некое дете во некое мало село, каде што самиот матичар е сведок на раѓањето на тоа дете, дури од сета таа документација која што може да ви ја побараат, не знам, во некој поголем град во Скопје, Битола, во тоа место може да ви се случи ниту една таа документација да не ви ја потршат, заради тоа што велиме управната постапка му дозволува проценка на матичарот кои докази за дополнителен упис се потребни. Она што работната група во овој момент предлага е да се направи категоризација на проблеми. Морам да признам дека ни беше тешко уште на самиот почеток сите овие специфични случаи да ги ставиме под категории за да потоа им ги предложиме на управата и на Министерството за правда да дефинираат соодветен пристап. Ние велиме кажете кои се конкретните документи кои што треба да ги направат, кои се чекорите за да потоа сите заедно тоа го обмислиме. Во овој момент имаме некаде околу 8 категории кои што влегуваат така како специфични, кои што морам да признам дека секој од нив бара соодветен третман. Повторно пример, што правиме, например, имаме една категорија на случаи каде што мајките ги нема. Нашиот закон за матична евиденција вели за упис на детето е потребна мајката. Меѓутоа мајката ја нема од оправдани причини, детето се родило, поминале 3 месеци од обврската да го пријавиш своето дете и лично име да додеш и мајката од X причини, не навлегуваме во деталите, ја нема. А таткото кој што е државјанин, има сосема легални документи, и лична карта, и државјанство и така натаму, не може да го направи уписот на детето заради тоа што нема старателство на детето. Затоа велам проблемот е комплексен и бара вклучување во еден момент на овие специфични повеќе институции. Јас мислам дека одиме на тоа дека соработката помеѓу сите институции треба да биде соодветна. И одење на терен. И дефинитивно одење на Не се сменили нешто со законот за пријавување на живеалишта. Овие луѓе често немаат каде да пријават адреса на живење. Една од предлозите, која што мислам дека беше актуелна во однос на личните карти, предлогот кој што оди се на закон, беше токму да се олесни процедурата со пријавувањето на живеалиштето и еден од предлозите беше меѓу другото да има можност овие лица кои што немаат адреса на живење да пријават, како што во одредено време и беше, местото на адресата на Центарот социјални работи, на општината, во која што би можеле да извадат личната карта, заради тоа што кога вие одите пред матичарот да го направите уписот на детето, тогаш ви бараат важечки документ за идентификација. Можеби вие ги имате сите документи, меѓутоа немате лична карта. И в тој момент настанува. Јас би дала еден пример во однос на ова Елвис што го говори околу може да ни кажете и некој драстичен пример документација. Ние имаме еден случај каде што мајката има 40 години.
Таа има изводна родени, има македонско државјанство. Меѓутоа се уште нема лична карта, токму заради тоа што нема имот или живеалиште или дом или куќа на свое име и сега таа не може, ние отидовме да поднесеме, закажавме термин за сликање и се, меѓутоа не ја слика за лична карта, него кажа дека е потребно да има живеалиште, каде ќе живее, која адреса и сега имаше некои моменти каде што или да биде под кирија, па ако газдата има имотен лист, тој треба изјава да напише дека живе ако дозволи. Меѓутоа за жал ние имаме значителен број на вакви лица кои не можат да извадат лична карта, а тоа па директно влијае врз нивните деца каде што не можат да извршат упис, да ги евидентираат во матична книга на родени ако немаш личен документ. И она што јас сметам секогаш дека е проблем во однос на овие лица без лична документација, навистина нивната состојба е премногу тешка и премногу драстична. Особено кога се работи за деца. Особено во делот на здравство. Значи, во просек, овие семејства кои нас ни се сега евидентирани како 800 во таа дата база, мајките нивни кои не се сега регистрирани, а се во таа дата база, во просек имаат 3 до 4 деца. Значи, ако мајката не е регистрирана, 3 до 4 деца. И бројката се зголемува. Сега, она што ние исто сугерираме во таа работна група и со надлежните институции, ние го отворивме проблемот. Постапката тече, процесот тече, но ние сметаме дека премногу споро иде. Имаме одредени случаеви каде што навистина се на некој начин, ете да речеме, се има до ДНК анализа потребна документација, меѓутоа процесот на издавање на решение или уверение од страната на управата на матични книги за родени за упис е предолг. И ние секогаш инсистираме да се забрза, да се што поскоро извадат тие решенија, бидејќи на тие лица им е многу тешко. И од социјален и од здравствен аспект, ви кажа. Што се соочуваат? Ја себе побарав и од управата да дојде некој, меѓутоа не ме удостоија ниту да пратат. Ние тоа отворено го говориме, го зборуваме. Меѓутоа ова е проблем за кој што нели седнавме и треба да го отвориме. Да. Ние како организација кажуваме, ние разговаравме со Министерството за труд и социјална политика и со Министерството за здравство, каде што имаше тогаш еден член. Значи, се додека не се реши овој статус на овие лица без лична документација, а вие како што споменавте се меѓу нас, ние ги гледаме. Потребно е Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство да најдат начин како да им се помогне до решавање на нивниот статус. Ние предлагаме да речеме Министерство за труд и социјална политика на секои 3 месеци на овие семејства кои ни се во дата базата да им се даде еднократна парична помош. Мора тие луѓе од нешто да живеат. Министерството за здравство да одвои фонд за овие лица каде што ќе имаат бесплатни здравствени услуги. Верувајте, ние секојдневно се бориме со здравствените установи да приемаат, немаат социјална помош, не можат да се лекуваат, не можат да се вакцинираат. Децата се опасно сами по себе и за другите. Видете, за вакцините се бесплатни. Ние тука немаме проблеми. Ние отвараме здравствени картони. Да, отвараме ние штом ќе се родат и се во постапка отвараме картони. Службата за имунизација не е проблем. Картонче си се отвара, мајката си дава податоци, детето има право да се вакцинира во овој дел за имунизација. Значи тоа не се наплаќа и бесплатно е. Да. Меѓутоа и оно што вие го кажате во однос на здравството, во овој момент една од препораките кои што се предлага е да се подготви и посебен акцијски план во кој што сите овие лица од дата базата ќе им бидат обезбедено примарна заштита. Мораме да признаеме дека постои волја во Министерството за здравство да излезе во пресрет на тој акцијски план, се со цел токму во оваа насока да се намали ралнивоста кај оваа категорија. Исто така и во однос на образованието. Ние упативме повик до сите наши партнери, до сите ромски информативни центри во оние места каде што училиштата не сакаат да направат упис на дете кое што без лична документација, веднаш да го адресираат до нашите ромски информативни центри, директно во Министерството за труд и социјална или пак во некоја невладина организација, која што може да ни пренесе се со цел
овозможиме тие деца да се во училиште. Тие деца, заради тоа што еден од заклучоците кои што помина помина токму од како препорака од работата група е сите овие деца да бидат на училиште во моментот додека се вади нивната документација. Сега што на терен има проблеми, како да се допре до тие луѓе? Немаат телевизија, немаат интернет, по големиот дел немаат струја, значи само невладиниот сектор е тој што комуницира со нив на терен, така? Ние имаме и ромски... За да бидат информирани за сите овие работи што вие ги така, значи преку ние се обидуваме информацијата да ја направиме што е можно подослада на возможните начини во момент. Јас реков дека ние имаме во 12 градови некаде околу 12 лица кои што ни работат во ромските информативни центри, во кои што треба токму да го информираат населението. Исто така имаме и ромски здравствени медијатори кои што исто така име задача да бидат во согласност со патронажните служби и таа координација соодветно и навремено да ја алармираат. Добро, сите овие фактички што луѓе кои работиме околу проблематика и сме постојано на терен, ја размрдуваме, ја велам заедницата. Ја знам како делувате вие и многу ме интересира како е во другите градови, барем по однос на породувањата, дали тие медијатори влијаат или се вршат во домашни услови? Ние ја подигаме свеста веќе кај ромската заедница од секој аспект, од секој сегмент на живеењето, меѓутоа се уште е потребно време за да станат уште посвесни и за да утре ние не им требаме како медијатори, како невладини организации, него сами да ги научат сите лавиринти во системот, јас ги велам. Помагате и на луѓето и на државата. Да, ама треба време. Би ви олеснило вас во таа целата процедура што 4 години траело? Ке ви олеснеше ли нешто да беше малку упростена таа административна процедура? Кај вас е замрсен случајот? Верувам дека познавате и други луѓе кои што го имаат сличен проблем. Сигурно ги знам најмалку 100. Сигурно, гарантирано. Јас сум секогаш подготвен било за Министерството или за во секој. Сакате ли да се олесни на некој начин, административно? Сметате ли дека е комплицирано? Мислам дека сепак треба да се дојде до некоја промена за олеснување, пример по тој аспект, не знам, некој си член за семејството, да дојде до некоја олеснителна работа, ќе беше лично и за мене подобро Вие ги трчкавте сите работи? Се утепавме работејќи, вршејќи ово, она, снабдувајќи, ама има уште многу. Беше доста упорен шераф един. Јас сум толку упорен, толку решителен, што мислам дека нема да излезе некој порешителен од мене. Ама фала на Господ, вака така направивме, има уште. Верувајте ми дека луѓето мака мачат. По доктори, по овие центри. Како се снаоѓаат, како живеат тие луѓе? Некој да направи со нив кај живеат, шо прават, како прават. Ужас. А сигурно не се влезени во системот. Ги знам, доста побара помош од мене, меѓутоа шо? Шо правите? Ги упатувате на невладините организации? Некојаш ги молам, некојаш тие, знаете што, они имаат мака со животот да обстануваат. Сега практично немаат ни време, утре ќе дојдам со тебе, па кај треба, шо треба, каде треба и како треба. Тие мора да си го обезбедат секојдневниот живот за обстанок со својата фамилија. Па тоа е тоа, што 100, 200, 300 денари за да може да ги има, па да обстане. Ако ми дозволите, проактивноста ваша која што вие кажувате, токму еден добар пристап на работа на терен, заради тоа што нас ни се случува на закажани термини, дали за ДНК, дали за вадење на лични карти, се со цел да ја олесниме работата и луѓето и да не се појават, што дополнително нас ни го отежнува проблемот. И токму така, како што вие кажавте, вашата подготвеност да помогнете и тоа како е од значење, затоа што дефинитивно невладините организации и сите ние знаеме подобро дека доколку ги оставиме луѓето сами без соодветно застапување,
проблемот ќе се рече минимум уште 10. Има ли години. отпори по однос на тоа ДНК анализата? Знаат ли за што се работи? Има ли некои семејства што даваат отпор? Не се работи за отпор на тоа затоа што луѓето се претходно информирани дека се работи за вадење на нивната документација, Дека која што биде од помош. Им се објаснува. Доколку не влезат во оваа процедура, тогаш ќе мора самите луѓето најчесто се обраќаат во проблемот тогаш кога им е стегнато што се вика до болна точка од каде што нема некој излез и потоа ние тоа го потенцираме. Во оној момент за да делуваме превентивно, вие барем овие насоки треба да ги во овој момент немаме отпор за правење на ДНК анализа, меѓутоа фактот е дека и ресурсите кои што се во овој момент ставени на располагање се ограничени. Ние работиме на тоа дека треба да се прошири, меѓутоа од институциите најчесто ни велат и тоа е и пристап на некои од нашите предпоставуваат, па дајте на сите луѓе да им направиме ДНК и да го решиме проблемот. Меѓутоа не е од таква природа самиот проблем, заради тоа што ние рековме има категории. Друг е пристапот на луѓе кои што родени во домашни услови, друг е пристапот на луѓе кои што се родени во болница. Заради тоа што оние лица кои што се родени во болница со претходен допис од болницата треба да има некаков упис во управата. Сега прашањето е на личното име, како да се ефектуира. Тие се полесни категории, меѓутоа во овие 800 Ама проблемот е регионален, не е само наш домашен. Со ова се соочуваат, верувам, и другите држави. Простори, да, од соседството. Регионалната димензија е многу битна во овој момент. Ние имавме една дилема. Дефинитивно. Имавме една дилема во однос на самиот пристап, дали странците влегуваат под оваа категорија на правно невидливи лица, и нашиот став беше дека да, заради тоа што доколку на странец кој што е под привремена заштита или има странска лична карта, му се роди дете, а нема важечки документ за идентификација, не е обновил странската лична карта, тој воопшто не може да го пријави своето дете во државата. И утре, кога повторно треба да излезе надвор од државата, доколку не го пријавил во републиката, тој пријавувањето не може да го направи и од државата од каде што дојде. Значи, дефинитивно димензијата има регионална категорија, заради тоа што ние мораме да признаеме дека кај ромската популација има долготрајни и вообичаени жители кои што во периодот они 8 години кога треба да го решат статусот, не го решиле својот статус, и во овој момент ние велиме, да признаеме дека тие се луѓе без државјани, затоа што тие не се да им побараме документ во Србија, да се стават во некоја категорија за да се дефинира пристапот. Имавме неколку конференции организирано во оваа насока, викнавме примери од европски држави. Морам да признам дека овој проблем се појавува и на ниво на Европа, во Бугарија, во Романија, Србија, Црна Гора, каде што живее ромското население, и преку адресирањето во тие конференции се обидуваме да кажеме дека потребно е поголема размена на податоци, билатерална соработка во регионот. Да, билатерална соработка на размена на тие основни податоци кои што се потребни за упис. Да не чека странката. И за полесно да може, затоа што многумина од овие семејства што лица без лична документација не се во можност да патуваат надвор од финансиски аспект. Од финансиски аспект, бидејќи треба сами да ги платат трошоците. И добро би било да се размислува во овој правец, како што рече. Документи. Да се направи некоја регионална соработка во бившите балкански земји држави, за да може тоа полесно да тече, затоа што навистина имаме проблем, имаме мешани бракови. Имаме соработка со исто така како што имаме соработка со невладини организации тука во државата, имаме и соработка со невладини организации каде што им даваме полномошно преку адресирање на невладините организации, даваме полномошно право да проверат дали има извод на родени, па да го пратат и така натаму. Меѓутоа, за овие улеснителни мерки ние правиме што е можно повеќе населението да биде информирано и да се преземе оно што се предвидува. И вие како невладини имате предлог за некои улеснителни мерки? Секако, ние секогаш сме, ајде нема да кажам се пристрасно на страната на населната група со која работиме. Меѓутоа, навистина ние сме спремни и отворени заедно со надлежните институции
да помогнеме како Ама да вие им го лесниме секогаш треба да сте на пристапот. нивната страна, се работи за... Меѓутоа, сепак, така јас ви дори- кажав дека треба постапката процесот да се убрза. Ние дури планираме, веројатно ќе излеземе и со тој предлог како невладини организации кои некои од нас работат на овој проблем, да видиме, значи, околу финансиските ресурси. Значи, ние дури ќе предложиме и во управата за вадење на матични книги на родени, Министерство за правда, тоа да биде бесплатно за нив. За да може Затоа што, луѓето да си например, решат. ДНК анализава оди преку МТСП. Меѓутоа, ние имаме дополнителни финансиски трошоци во однос на вадење на дополнителни документи за да се докаже дека тие лица се тие. Од потврди од матичен лекар на гинеколог, потврда од педијатар, изјава на нотар дека родителите изјавуваат дека Сето тоа нивните чини. деца не оделе во училиште. И сето тоа чини. Меѓутоа, за жал, ние сме ограничени со финансиски ресурси како невладини организации, не можеме да им помогнеме. И во тој дел можеби ќе треба Во тој дел може државата. да се сигурно. размислува, да се... Меѓутоа, не дека не правиме сам. Да, Ова правиме, насока, не велам не. Ние имаме соработка со УНХЦР, со со Сдруженијето на млади правници, каде што меморандумот на соработка на нас како на институција со нашите партнери е токму овие трошоци кои што се соочуваат невладините организации да бидат покриени од страна на нашите партнери. Таа поддршка се уште трае. Токму овие потврда од гинеколог, Да. сите оние трошоци кои што чинат да бидат покриени и рефундирани на невладините Добро, тоа точно, не се точно некои не се суми, работи. јас мислам дека Не не се е големо некои оптеретување за Точно е. државата и државата да го точно е покрие тоа, ние дека секојаш зависиме од ресурси, од донатори, странци, не знам што. Еве сега последнава ДНК анализа што ја Да не правивме. чека државата на невладиниот сектор. Ние преку мисијата на ОПСЕ, бидејќи соработуваме како организација, ја поддржува нашата бесплатна канцеларија, правна бесплатна канцеларија веќе 5 години. И еве ОПСЕ овој пат излезе во пресред, имаше одредена финансиска можност и ја плати ДНК анализата за 11 семејства. Значи се обидуваме секојаш на секој каде да начин да најдеме помогнеме. како да им помогнеме што побрзо да се реши овој проблем. Добро, пред да седнеме тука ме замоливте да не поставам политички прашања, овој пат не е политичко прашање, ама морам да прашам има ли начин овие луѓе да бидат изманипулирани за време на избори? Немаат лична документација, меѓутоа Па затоа што постојат различни политички партии кои што Па ние се надеваме дека- еден поен плюс, мислам на некој начин. Па мислам дека нема да се Нема злоупотребат овие лица во текот на изборните процеси кои следат. Мислам, не би требало никој да се дрзне тоа да го Да направи. им се ветува или ќе добијат документи. Лично кај мене нема. За ова време, цело време не. Не, никогаш. Смислам дека свесноста е тука малце Да, на на поголемо ниво, да, заради точно. тоа што се Бидејќи тие би се фатиле за сламка, затоа ве прашувам, едно Не, ветување. знаете што, народот веќе е доволно свесен дека ветувањата од страна на било кои политичари нема така лесно да помине кај нив. Значи, народот е свесен, веројатно нема да подлегне под некои си такви кажувања, ветувања дека гласајте, поддржете за нас, па ние ќе ви ги извадиме личните документи. Тоа е општествен проблем, ме разбирате? Добро, И тие не би можат требало да се гласат, манипулира меѓутоа со... нивните роднини може да бидат Тие се исклучени манипулирани. од сите права и обврски во моментот, како што кажав, тие се правно невидливи лица и бара најчесто интервенција од повеќе страни, од повеќе институции. Значи во еден момент може проблемот да зависи од центарот социјален, во друг момент од Министерството за натрешни работи, Или од управата за водење на или матични. од управата. Значи комплексноста на проблемот мислам дека прави на тоа дека да бидат овие лица воедно и најзагрозени, меѓутоа и најмалку заинтересираност, кај така да сам кај страните, да пристапат да така системски го решат. И конечно да станат видливи. Јас ви благодарам што бевте. Благодариме на вас.